Семејството на компактни автомобили на Toyota доживеа сериозен пресврт уште кон крајот на 2016 година, кога Toyota на европскиот пазар ја представи најновата генерација на моделот CHR, кој што впрочем и го најави новиот дизајнерски јазик на брендот, кој што ќе се представи потоа и во сите следни модели од гамата на Toyota. Неколку години подоцна, ова кросовер семејство ќе се збогати за уште еден член, тоа е новиот Yaris Cross, а денеска ќе имаме честа да го означиме официјалниот старт на продажбата и на најмалиот член во гамата на ова кросовер семејство, тоа е новиот Aygo Cross. Најмалиот член, меѓутоа ќе кажам со уште, кога станува збор за нашиот пазар, многу големи достигнувања, благодарение на предпродажната кампања, која што беше лансирана кон почетокот на оваа година. Станува збор за дигитална кампања, преку која што на сите заинтересирани клиенти за ова возило им возможивме истото да го купат, односно да го резервираат преку онлайн резервација и посебни услови при купување на истото. Целата оваа кампања заврши со значителен успех, носејќи ни значителен број на продадени возила пред официјалната појава на моделот на нашиот пазар, меѓутоа исто така и огромен број на дигитални лидови, кои што ни покажаа дека клиентите и купувачите на нашиот базар се сериозно заинтересирани за ваков тип на возила и посебно на карактеристиките на Aygo Cross и она што е Aygo Cross. Моделот Aygo Toyota го представи уште во 2005 година и веднаш ги придоби симпатиите на европските купувачи благодарејќи на неговиот забавен и динамичен карактер. Aygo Cross е нова револуција во градскиот автомобил. Aygo Cross е нова револуција во А-сегментот на возила. Toyota сакајќи да го направи најдобриот производ во А-сегментот на возила, направи детално истражување на навиките и потребите на европскиот купувач кој што е заинтересиран за ваков тип на возила. Малиот градски автомобил, без разлика дали се вози во град или пак на отворен пат, треба да се одликува со компактност и агилност за да од прва ја добија довербата на возачот. Основна карактеристика новото Aygo Cross е концептот на зачинетост. Концептот на зачинети бои, чијата основна инспирација се токму зачините, реалните зачини, кои што се олицетворение на вкусот на купувачите, меѓутоа и на карактерот на возилото. Во палетата на зачинети бои, ке возилото ќе бидат присутни 4 неанси, од кои што 2 гледаме овде денес во салонот. Првата е кардамон бојата, која што е од мојата десна страна, која што е олицетворение на стил и на елеганција. Другата боја е чили бојата, таа е огнената боја, која што дефинитивно ќе биде многу приметлива на градските улици. И ни недостасуваат уште 2 бои кои што секако ќе бидат присутни на нашиот пазар. Тоа е бојата на ѓумбир, која што е софистицирана боја, и четвртата боја джунипер, тоа е сина нијанса која што е олицетворение на еден младешки дух и на мажественост. Друга карактеристика на новото, и при тоа ќе се надоврзам дека овој концепт на зачинети бои не е само површински. Детали на оваа зачината боја ќе пронајдете и во внатрешноста на самото возило. Друга карактеристика на Aygo Cross е практично карактеристичната буква X која што се наоѓа во името на моделот, меѓутоа ќе ја препознаете и во предниот дел на возилото, а во внатрешноста ќе ја препознаете исто така и дизајнот на тканината, значи на самите седишта. Новото Aygo Cross има должина од 3700 мм и е за 235 мм подолго во споредба со моделот Aygo. Меѓускеното растојание е исто така зголемено за 90 мм во споредба со истиот модел. Карактеристично за моделот е тоа што стандардно возилото ќе биде опремено со 17 и 18 инчни тркала. Кога станува збор за
багажниот простор ќе кажам дека новиот Айго Крос има зголемен багажен простор во споредба со Айго за 60 литри и сега располага со 231 литар, што е багажен простор еден од водечките во класата и во сегментот во кој што припаѓа. Ако го зборуваме за снаоѓањето во малите тесни градски улички, тогаш ќе напоменам дека Айго Крос има еден од најмалите радиуси на вртење во класата од само 4,7 метри. Од друга страна, кога зборуваме за технолошките достигнувања и се она што Айго го поседува како технологија, најнапред ќе започнам од безбедноста. Како и останатите модели на Toyota, така и новото Айго Крос стандардно ќе биде опремено со безбедносниот пакет на системи, односно со Toyota Safety Sense системите, вклучувајќи го системот за pre-collision, за автоматска детекција на коловозна лента, адаптивен темпомат, автоматски долги светла, нешто што за прв пат како стандарден пакет се појавува во овој сегмент на возила. Од друга страна, Айго Крос е исто така опремен и со новата мултимедија, која што на купувачите ќе им обезбеди една палета на, да кажам, функции на поврзување со возилото, кои што автоматски ќе се апдейтираат. Едно од нив е секако и клауд навигацијата, која што стандардно ќе поседува овој систем, меѓутоа и ред, да кажам, на функционалности, кои што на возачот ќе му даваат информации за сообраќајот во реално време. Моделот ќе биде опремен со веќе добро познатиот и повеќекратно наградуван 1.0 литарски мотор, кој што сега е унапред и надограден, и благодарение на тоа возилото сега ќе има просечна потрошувачка од само 4,7 литри на 100 км, односно 109 грама CO2 емисија по километар. Новото Айго Крос на нашиот пазар ќе биде понудено во неколку пакети на опрема, во комбинација со автоматски и со мануелен менувач, со почетна цена, стартна цена од 13.490 евра и секако како и за другите модели на Toyota, така и овој модел ќе подлежи на добро познатата 10 годишна гаранција.